Овогодинешниот српски представник на Евровизија се најде во непријатна ситуација откако на социјалните мрежи се појавија наводни пораки кои ги испратил до малолетничка. Принцот од Врања ги коментираше пораките кои кружат на интернет во кои се обвинува за педофилија. Тој веднаш реши овој случај да го пријави кај надлежните органи. Прифаќам дека некои луѓе не сака да ја представувам Србија на Евровизија, но не прифаќам ваков тип на сајбер криминал. Случајот е пријавен во одделот за високотехнолошки криминал. Тие се многу успешни во решавањето на ваквите работи, изјави Принц за Телеграф. Исто така, тој синоќа повторно се осврна на ова и повторно нагласи дека тоа е лага од оние на кои им пречи неговата победа. Неколку луѓе се обидуваат да ме натераат со секакви работи и секако дека е лага. Тоа е монтажа, луѓето немаат подобри работи да прават. Не ми се верува колку далеко се спремни да одат луѓето. Се обидуваат да ме наместат, рече тој во емисијата Амеджи Шоу. По 10 години брак, Џорџ Клуни и неговата втора сопруга Амал Аламудин повторно ги разгореа гласините за брачните проблеми, бидејќи изворите тврдат дека парот моментално е во фаза на пробен развод и одржува врска на далечина. Според информациите, нивните професионални ангажмани се одговорни за тензичната ситуација во овој однос. Иако холивудската звезда во голема мера ја намали својата улога во филмската индустрија, Клуни продолжува да ја развива својата актерска работа во Бродвеј, каде наскоро ќе ја прикаже премиерата на театарската адапција на неговиот филм Good Night and Good Luck, што наводно довело до отуѓување на парот. Извор близок до парот за американските медиуми изјавил дека односот е затегнат. Иако Амал е горда што тој го оствари својот сон на Бродвеј, не беше лесно да бидат разделени толку долго време, а разделбата поради непредвидливото работно време создаде јас меѓу нив. Таа е навикната тој да оди на неколку дена, но ова е дефинитивно тест за нивната врска, додал изворот. Важно е да се напомни дека актерот Џорџ Клуни се свршил со британско-либанската адвокатка за човекови права Амал Аламудин во април 2014 година, а истата година размениле свадбени завети во Венеција. Парот ги има 7-годишните близнаци, ќерката Ела и синот Александар. Рената е родена на 6 март 1990 година во Скопје. За прв пат на музичката сцена се појавила во 1997 година на незина 7-годишна возраст во популарното шоу 1+2, каде ја отпеала Нека ми не сване од Даниела Мартиновиќ. Истата година се појавила во Сител Бомбини на Сител телевизија со незината песна Роденденска желба. Во 1998 година настапила на фестивалот за оригинална македонска музика Тетовски филиграни со незиниот хит Не го барете, каде освоила 2 награди за најмлад изведувач и најдобра интерпретација. По неколку години, поточно во 2003 година, Рената ја издала својата песна Сакам да сум и со неја учествувала на детскиот евровизиски фестивал. Автор на песната била една од девојките која пеела со Рената, аранжманот бил на Кире Костов. Подоцна во 2005 и 2006 година го представувала незиното средно училиште Васил Антевски Дрен на француски фестивал. После 3 години Рената зела учество на македонскиот музички фестивал Макфест со R&B баладата Не го барајте на 5 ноември 2009 година, продуцирана од Јован Јованов, а напишана од Елвир Мекич. Следната година ја издала песната Заводлив глас, напишана од Рената, а продуцирана од Јорданчо Василковски Оцко. Истата година Рената потпишала соработка со Sky Eye Entertainment. Словенечки бенд Лајбах вчера вечер ги магебса присутните фанови во полната сала на Филхармонија во Скопје со повторното преслушување на нивниот култен албум од 1987 година Opus Dei, концертно збогатен и со други композиции, што се заедно резултираше со музичко-визуелно сецирање на современите општества, она што се случуваше кон крајот на минатиот век, а кој повторно добива на сила и сега преку разни облици на тоталитаризам и автократија.
Ние не сме провокација, туку реалност, стои во најавата за концертот вечерва во Атина, каде што Лајбак настапуваат веднаш по Скопскиот концерт како дел од нивната европска турнеја во која се опфатени 19 градови со 20 концерти почнувајќи од Љубљана, Краков, Виена, Лондон, Манчестер, Болоња, па се до Софија, Букурешт, Белград и повторно дома во Марибор, на кој бендот ја пренесува својата визија за она што го живееме.